Зошто Бог во Светото Писмо ни заповеда да се отклонуваме од демонската стапица на суеверието, окултизмот и паганизмот. Сега, целта на оваа средба е всушност објаснување на оваа тема. Зошто Бог во Светото Писмо на многу места конкретно заповеда, како што и за многу други работи заповеда, но особено за овие нешта, заповеда луѓето да бидат подалеку од суеверието, окултизам и паганизм. Сега внимавајте, денеска, како што било тоа и во историјата, но особено денеска кога живееме во едно време кое, за жал, е испразнето од вистински вредности, од духовност и од сериозно познавање на верата, нештата како што се суеверието, окултизмот и паганизмот, луѓето ги мешаа со христијанство. Денеска, за жал, многумина мислат ако се суеверни или ако имат некаков окултизам во себе си или практикуваат некакви окултни пракси и така натаму, за паганизма да не правамуваме, тоа е толку длабоко навлезен до нас, што да објаснувам. Значи, кај нас денеска, за жал, се случува состојба на коктел. Односно, еден добар процент од верниците, ако не, можам слободно да кажам, 98% од верниците, се завлезени, верниците, под верници подразбирам оние што се декларират како православни христијани. Значи, кога ќе им дојде некој, и ако се отвори тема за религија, за верба и така натаму, тие велат за себе си дека се православни христијани, но самите тие, едно 95% за жал, од оние што се нарекуваат верници или православни христијани, се сериозно, ве молам, разберете ме во суштинската смисла на зборот, сериозно инфицирани и со суеверие, и со окултизмот, и со паганизмот. Сериозно инфицирани. Така да, огромен процент од тие луѓе не може да прават разлика што е суеверие, што е окултизам, што е паганизм. Тоа е една мешавина, тие работи влегли во народните обичаи, многу нешто се испреплетало, се врзало и сега идете денеска, направете една сериозна операција и разделете ги работите. Многу тешко, многу тешко. И сега, ова предавање има за цел да објасни што е суеверие, што е окултизам, што е паганизам. И опасност на сето тоа. Ова слика ви представува нешто можеби познато. Наркодилер. Наркодилер. Даваш пари, тој ти дава дрога. Сега на сигурно се прашувате зошто од Цивица ја поставил оваа фотографија како почеток на неговото предавање околу проблемот со суеверието, паганизмот и окултизмот. Па, почитувани мои, затоа што според мене, според луѓе кои навистина сериозно забегле во оваа проблематика со суеверието, окултизмот и паганизмот, тие воопшто не прават никаква разлика меѓу дилерите на дрога и опасноста од дилерите на дрога. Појам, може да се седите. Значи, воопшто не прават никаква разлика меѓу дилерите на дрога и денешните, како да кажам, пропагатори или ширачи на суеверието, на окултизмот и паганизмот. Опасноста е иста. Опасноста е иста. Последиците се исти. Невропсихијатриски клиники. И очистување, и од едното, и од другото. Исто ви велам, сега ќе ви објаснам зошто. Кога се навлечете на дрога, на било која дрога, од почеток вие девек доживувате некакви манифестации на некакво задоволство што дрогата ви ги носи. Истото тоа ви се случува и во рамките на суеверието, окултизмот, паганизмот е мон се поширока работа. Истата работа. И сега внимавајте. Замислете во градот Куманово да има на неколку пунктови јавни личности, односно личности кои јавно ти продаваат дрога. Како ќе реагирате? Како ќе реагирате? Молам? Окрени глава и продуши. Да. Кога таа дрога ќе дојде во вашиот дом и кога ќе видите вашето дете вака, окрени глава и продуши. Па нека се земат и школите
целото воспитание, не само... Сакам нешто друго да ви објаснам со ова. Значи, внимавајте, како што е страшно и неприфатливо на јавни места да има луѓе кои отворено ќе продаваат дрога, односно ќе шират зависност кај луѓето и ќе предизвикуваат сериозни психолошки и социјални проблеми, семени проблеми, здравствени проблеми и така натаму, така е исто опасно, браќа и сестри, човек да се занимава, односно да оди кај гатачи, бајачи, разни гледачи, разни јасновици, така. Исто е работа. Ама за разлика од дилерите за дрога, кај што реагираме на овој или на оној начин малце негативно, за овие гатачи, бајачи, јасновици, дури нашиот православен народ, под наводници православен, има и позитивно мислење. Дури позитивно мислене се додека не ги видат ефектите во својот дом. Од практикувањето на нештата кои доаѓаат од разните бајачи, гатачи, јасновици, гледачи, спиритисти и така натаму и така натаму. Се додека не ги видат последиците во својот дом. Се додека не ги видат нештата која плодот од суеверието ќе го видат кај своите деца, ќе го видат кај своите ближни, кај својот сопруг, кај својата сопруга и кај своите роднини и така натаму. И што прво гледаат они? Многу интересна работа. Ако кај оние што се зависни од дрога гледаат зависност, оној кој ќе се навлече на дрога, тој станува зависен од дрога. И тој има потреба понатаму и понатаму да купува дрога, ме разбирате, за да ја одржува таа своја зависност и таа состојба на лажно задоволство. И сега оние што се навлекле на гатачи, бајачи, јасновици и така натаму. Знаете они во што се навлекува? И која е нивната последица? Страв. Сакам убаво ова да го разберете. Значи, тие што одат кај гатачи, бајачи, јасновици, тие цело време сега живеат во страв во однос на тоа што ќе им се случи. Утре, задутре и од кого ќе им се случи. Пошто се овие гадачите, бајачите им велат вака. Ти кога ќе дојдеш кај мене, јас ќе ти кажам од каде ти е проблемот. Овој ти направил магија, овој ти фрлил нешто, овој ти направил ова или си сгазнал нешто што ова. И сега што, какви се ефектите во вашата психика, во вашиот ум? Страв. Состојба на страв. И сега они имаат финти како, например, да ти ја разбие магијата што некој ти е направил. И ти утре, задутре, пошто светот и веков е таков како што го живееме, ти повторно ќе се соочиш со проблем и ти повторно нема да го лоцираш проблемот во себе, туку ќе го лоцираш проблемот во некој друг. Дека некој друг тебе ти прави ти да бидеш несреќен, неуспешен и така натаму. И каде одиш повторно? Кај стилот. Ти се навлекуваш, пошто сега ти е страв. Веќе луѓето почнуваат да размислуваат на овој начин. Аха, пак не ми оди, леле ова не е како што ја сакам, има вакви желби, ова не се оствари, синот не ми се ожени, ќерка не ми се омажи, работава бизнисот не ми оди, или не знам тамо што се, и сега не го лоцираш проблемот тамо кај што треба, одиш повторно кај гатачот и бајачот и он повторно ти кажува некакви приказки, ти повторно му поверуваш дали ќе има ефект или нема ефект, во најчесто нема никаков ефект, но ти почнуваш да си правиш своја представа во својата глава, ме разбирате, своји толкувања за нештата, и што е најинтересно, како што вели мој пријател, гатачите и бајачите имаат за цел внатре во семејството да ве свртат еден кон друг. Најчесто оди вака, значи тоа што ти е направено од таа и таа жена, со таква и таква, например, со некоја русокоса или некоја црвенокоса или не знам таква, со така, и сега секојаш имате некоја слично, најде си најдете вие, и ќе почнете кон неја да се однесувате негативно, со внимание, со страв, и цело време, внимавајте, цело време, интензитетот на стравот ви се зголемува во вас. Чим интензитетот на стравот ви се зголемува во вас, вие имате неспокој, имате немир, нервниот систем е напнат и да знаете дека ќе почнете да доживувате сериозни психички, ментални, па дури и телесни што? Проблем, па ќе губите здравјето. И ви велам, значи кога ќе се направи сериозна анализа, помеѓу
наркодилерите и разните гатачи, бајачи, јасновици и не знам тамо што ним слични да га натаму, едните и другите ве носат во духовна и душевна пропаст. Едните и другите. И затоа ви велам, според мене и едните и другите се исто толку опасни. Само за жал овие вториве кон јасновиците, кон гледачите и така натаму, понекогаш нашиот неупатен народ, неискусен народ во духовните нешта, дури гледа и со позитивност. Но, фала му на Бога, денеска се повеќе и повеќе како што расте процентот на луѓе кои влегуваат поактивно во верата, во христијанството, и имаат посериозни духовни плодови од својот духовен живот, тие со отворените духовни очи веќе ги сознаваат нештата и ги сознаваат лагите на сите овие кои пред малку ги набројав. И да го завршам овој дел на моето излагање, најстрашно е кога гатачите, бајачите, јасновиците ќе ви ведат дома. Исто како што имате еден наркодилер дома, има ли некој сега не убаво да прашам? Ајде не прашам, ама ако има, ќе си знае. Пошто јас како духовник сум го осознал тој проблем, кога некои родители имаат наркозависник дома. Ќерка или син, не е битно, или внук, не е битно. Тој, знаете, хаос прави дома. Од првиот ги троши сите пари што ги има, потоа зајмува пари од овој или оној, или ги подлажнува, и со текот на времето вие проценувате дека тој нема пари, и не му давате пари затоа што сваќате дека тој ги користи за дрога, и тој почнува да краде. Прво краде од дома. Да. После краде од други, прави хаос. Това е еден круг зачаран кој носи страшни, трагични состојби. Истата таа состојба се случува и со гатачите и бајачите. Истата таа. Кога ви влезе дома, таа инфекција, кога ви влезе дома, овој проблем или овој искушение демонско, последиците се страшни. За жал, може да ви кажам дека нашиот народ, според моите истражувања анализи, нашиот народ во голем процент, за жал, е во оваа духовна и душевна состојба, затоа што и текако е инфициран од овие работи што пред малце ви кажам. Инфициран. Со голем процент на суеверие, со голем процент на окупност во себе си, а да не зборам за паганизмите. Проговорихме за последиците. Сега сакам да проговориме малку како настанало всушност суеверие. Како настанало суеверието. Видете, кога го анализираме зборот суеверие, суе на старословенски значи празно. Празно. А што е празно? Тамо кај што нема ништо. Суеверие значи празно верие. Или по-конкретно кажано, вера во празно. Вера во празно. Или по-теолошки објаснато, вера во нешто што те измамува и те извлекува од онаа состојба на постоење за која те промислил Бог. Ова е малку по-комплексно, но ова сакам да го запамтите, затоа што тоа ќе ви помогне да одиме понатаму во предавањето. Значи, суеверието е празноверие. Значи, некој те навлекува да веруваш во ништо. Во ништо. Нема ништо таму. Но внимавајте, чим некој те навлекува да веруваш во ништо, чим некој те навлекува да веруваш во ништо, чим те навлекува, тој од некаде те извлекува. Така ли? Значи, чим те навлекува, од некаде те извлекува. Сега, каде е првото суеверие? Каде е првото празноверие? Првото празноверие се случило, браќи и сестри, во рајската градина, во Едемот. Првото суеверие, ако можам така да кажам, го направија нашите прародители Адам и Ева. Односно, Ева и Адам. Први Нона, па потоа Адам. Внимавајте, извлекува, вовлекува. Што Бог им заповеда на нашите прародители?
И му заповеда Господ Бог на човекот и рече: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на познавањето на доброто и злото. Од него не јади, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Внимавајте. Заповед. Бог им дава заповед на нашите прародители. Значи, од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото на познавањето на доброто и злото. Од него нема да јадеш, зашто во оној ден кога ќе вкусиш од него, ќе умреш. Сега внимавајте, ова треба објаснување. Ова заповед треба да се објасни. Што значи тоа од секое дрво во градината можеш да јадеш? Има многу објаснувања, но едно од објаснувањата е следното. Бог, нашиот Творец, ова сакам внимателно да ме слушате се и да го разберете. Бог, нашиот Творец, тој што е, ги создал Адам и Ева во состојба на добро битие, Тие биле добри однатре, добри однадвор. Се било рај. Нигде немало зло. Потоа, тие како личности биле се уште во детска состојба. Иако во состојба на невинност, но на план на личност тие биле во состојба на детска состојба, на детско ниво. И затоа Бог им вика: имате слобода да правите што сакате. Односно да растете, да се уподобувате на мене, вели Бог. Затоа и Бог го создал човекот. Го создал како свој образ, како личност, која ќе се уподобува на Бога. Ќе станува богослично битие, ме разбирате? Човекот во рајот требал да го оствари, да ја оствари состојбата на богосличност, да стане богослично битие. И му вели: од сите дрва во градината може да јадеш, особено од дрвото на животот. Затоа што човекот, за разлика од Бог, не е самосвојно битие. И ова сака убаво да го разберете. Човекот не е самосвојно битие. Ние зависиме од енергија од надвор. Ајде, затрете си го носот и устата и ние дишите петни. Што ќе се случи со вас? Александр, што ќе се случи со тебе, а? Што ќе се случи? Јас намерно 5 до 2-3 минута може да издржите. Ајде, немој да пиете вода 10 дена. Волам? Колку? Не, без јадење можете 10 дена. Без јадење, али вода не. Ке дехидрирате, организмот не може да функционира. Ајде живеете без љубовна храна, без љубов, без внимание, без разбирање. Можеш. Ама ќе станеш психичко ретардирана и ментално дезинтегрирана личност. Можеш ти се, а можеш и без воздух. Ма ќе умреш. И сега, нашите прародители имале потреба и за физичка храна, но и за духовна храна. За да го остварат она за што биле создадени од Бог. Да ја оствара состојбата на уподобување со Творецот, да станат богослични битија. А што значи тоа да станеш богослично битие? Тоа значи да станеш сличен со неговите својства. Внимавајте, да станеш сличен со неговите својства. Едно од својствата Божји е вечност, бесмртност. Пазете се. Вечност и бесмртност. Адам и Ева во рајот имале состојба на потенцијална бесмртност, не на остварена бесмртност, тоа многу често го говорам. Значи, они имале бесмртност, значи не биле смртни, но не било тоа остварена бесмртност, не разбирате? Туку потенцијално. А чиме нешто потенцијално може да добиеш нешто, а можеш и да изгубиш. И затоа Бог им века: зашто во оној ден кога ќе вкусиш од дрвото на спознанието на доброто и злото, ќе умреш. Ќе умреш. И сега што значи тоа ќе умреш, а и зашто им забранува да јадат од дрвото на спознанието на доброто и злото? Дали за секогаш Бог им забранува на нашите прародители да вкусат од дрвото на спознанието на доброто и злото? Не. Туку Бог, и се зошто и како, тоа е една сериозна тема, еднаш имавме тука предавање за тоа. Значи Бог
промислил кога Адам и Ева ќе остварале таа состојба на зрелост, личностна зрелост, кога ќе се уподобеле во доброто и кога ќе станале богослични битија, кога ќе остварале својата бесмртност, ме разбирате, тогаш можеле да ја разберат во вистинска смисла тајната на постоење во добро, но за жал и она страшна состојба на зло. Ние говоревме баш на едно предавање тука во Куманово за тоа како настанало злото и како злото во суштина се ефектуирало во животот на нашите прародители, а преку нив во нас. Сега, Бог на нашите прародители им ја дава оваа заповед. За жал, нашите прародители не ја исполниле оваа заповед. Од сатаната, од нашиот духовен непријател биле извлечени од тој процес на постоење кој Бог го промислил за нив и биле вовлечени во што? Во суеверие, во празно. А внимавајте што им вели сатаната. Во денот кога ќе вкусите, нема да умрете, нема. Ќе ви се отворат очите и ќе видите како богови. А Адам и Ева знаеле дека тоа и ќе биде така. Во денот на вистина кога ќе вкуселе од дрвото на спознанието на доброто и злото, но кога ќе го оствареле богоподобието. Ме разбирате? Кога ќе биле богослични битија, кога ќе биле со остварена бесмртност, тогаш да, ама со Божји благослов да вкусат, а не навлечени од сатаната. И тоа е многу битен момент. И они знаеле за тоа, ама они мислеле се како, не сега ќе чекаме тука, сега тоа е моја интерпретација вака не е баш така. Се они мислеле, со што мислеле не е битно, тоа е моје размислување. Пазете, они го напуштаат принципот што Бог го промислил за нив, прво Ева, па потоа Адам. Значи, Бог ќе вели вака, одете во овој правец, одете навака и кога ќе дојдете до оваа точка, тогаш ќе се оствари тоа што јас го промислил за вас. Тогаш ќе видите вие само својни битија, ќе видите богослични битија со остварена бесмртност и тогаш ќе може да вкусите од спознанието на доброто и злото и ќе влезете на еден повисок степен на екзистенција. Ангелоподобна состојба, така натаму. Да не одиме во. А што прават нашите прародители? Наместо да одат во овој правец, тие излажани од нашиот духовен непријател, одат вака. И одат каде? Во празно. Одат во празно. Празен год. Да. Се што се случува? Значи, злото ги инфицира. Злото, кога се инфицирале со злото, завлегува во нив суетата, завлегува завидливоста, завлегува гордоста, завлегува подлоста, самооправдувањето. Ние гледаме веднаш после тоа што се случува со Адам и со Ева, и се случило она што Бог им рекол, ќе умреш, и тие навистина умреле, не биолошки. Потоа умираат биолошки, прво умираат духовно. Затоа што се излегуваат од процесот што Бог го промислил за нив, излегуваат од животот и влегуваат во духовна состојба на богоотстапништво. Тие отстапуваат од Бог. И кога отстапиле од Бог, тие отстапиле од себе, и од тогаш човекот е битие кое постои, а не знае зошто постои. Постои и не знае кој постои. Прво не знаеш кој си, втора работа не знаеш зошто постоиш. И тоа е состојба на духовна смрт, инфекција со злото, настанува хаос во овој свет, настанува биолошката смрт, болести, страдани, вие гледате. Што се настанува во овој ваков свет. И сега, браќи и сестри, некој ќе каже, потесили се, тоа е само една заповед Божја. И па вие со Бог кога правите молитва, што треба он да ви прави? Филозофски системи. Тој ви каже, слушайте, ви се, ова не смеете да го правите, затоа што ако го направите, вака не подготвени, ќе ви се случи ова. И, за жал, тие го направиле тоа што не треба да го направи и се случува тоа што Бог го каже. Односно, да поедноставам, ако вие поминете на црвено, а ви кажуваат, кога возите автомобил, сега нели има и кампања на владата за безбедно сообраќај, ако поминете на црвено, вие предизвикувате што? Опасност по својот живот, но
и по животот на другите луѓе. Тоа е заповед, нели? Што е само една реченица. Ако поминеш на црвено, го ризикуваш животот на другите луѓе и својот живот. Така ли? Една реченица. Поминете на црвено. Поминете на црвено. Што ги мислиш? Може да куртулите еднаш два пат. Ама третиот или четвртиот пат, или некој ќе ве учука, или вие ќе учукате и нешто ќе направите. Да. Сега, за суеверието. Значи, суеверието е вера во празно. И суеверието не е од вчера и завчера, луѓе Божи. Суеверието е од моментот кога нашите прародители Адам и Ева отпаднале од Бог. Почнале да веруваат во празно. За жал, ние гледаме како и нивните наследници, инфицирани од злото и водени и потикнувани од ѓаволските сили, почнуваат да веруваат во празно. Не веруваат на нашиот Творец, почнуваат да веруваат во празно. И чим ќе почнеш да веруваш во празно, а човекот има потреба да верува, што не е религиозно битие, така од Бога е создадено, тогаш ти почнуваш да веруваш на некои нешта кои во себе не носат никакви ефекти. Но ти им даваш ефект поради страва. Пошто чим го немаш Бог кој те ослободува, ти паѓаш во состојба на страв. И отаму почнува да се формира она религија, внимавајте, она религија што ние нарекуваме паганство. Вие сите знаете дека пред доаѓањето на Христос, освен еврејскиот народ кој има сериозна борба со паганизмот, другите народи има борба со паганизмот, со многобожството, со идолопоклонството, со магизмот и така натаму. Имале борба сериозна, имале Божји заповеди. Другите народи биле и текако под влијание на оваа религија, на паганизмот, кој во себе носи суеверие. И сега видите, и кога славјанските народи, или конкретно и нашиот народ, го прима христијанството, предходно ние сме имале паганска религија, исполнета со милиони суеверија. И тие се влезени длабоко во нас. И ден денеска не се очистени. Ден денеска не се очистени. Сега ова заповед ја дава нашиот Творец кога еврејскиот народ излегува од египетското робство и влегува во ветената земја. Во ветената земја, во Ханан. И Бог им вели вака: кога ќе влезеш во земјата која Господ твојот Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасоти, кај нашиот народ пагано е нешто нечисто. За глувче има поганец, не знам Поланско вика поганец. Да. Погано, нечисто. Погано. Тоа е славјанско толкување, и тоа го има. Значи нешто нечисто. Значи Бог им вика, кога ќе влезеш во земјата која Господ твој Бог ти ја дава, да не свикнеш да правиш гнасоти. Значи, немој да свикнеш да ги правиш нештата што ги прават народите кои имаат паганска религија. Нечиста религија, кои живеат во суеверие. Пагано на латински, паганус значи селски жител, рустичен жител или рурален жител, ама тоа е христијаните, рано христијанските оци, особено луѓето кои живееле во селските околини, така натаму, области, ги нарекувале пагани затоа што особено во тие средини и ден денеска за жал цвета тамо овој начин на религиозност и на пројава на суеверие. Уште тогаш, први век, втори век, трети век од Христос. Да. Значи, паганизам, паганско, значи нешто што е поврзано со
религија која нема врска со Бог. Тоа е измислица од луѓе. Обичаи, разни ритуали и така натаму кои немаат врска со Бог. Бог нема врска со тоа. И затоа Бог им вика на евреите да не свикнеш да правиш насотии, какви што вршеа тие народи. Понатаму внимавајте, да не се најде пред тебе човек што го тера синот свој или ќерката своја преку оган заради очистување, или да предскажува, да гата, или како магесник да биде, и така натаму, и така натаму. Ова е многу интересно. Луѓето мислеле кога се соочувале со некакви проблеми, како што се соочуваме и денеска ние со проблеми, психолошки, социјални, семејни, љубовни, ментални, духовни, не знам таму, луѓето и во минатото се соочувале со такви проблеми. Но не можејќи да најдат вистинско решение, тогаш измислувале разни ритуали, за да преку тие ритуали демек најдат некакво решение. И сега Бог им вика, немој ти да го правиш тоа. Јас ти кажав и ти заповедав како треба да си ги решаваш проблеми. И каде е изворот на проблеми? Немој ти да гледаш како прават другите народи. Немој да паѓаш во суеверие. Да правиш како и другите народи нелогични работи. Нелогични нешто. Кои немаат смисла со ништо. Кои се исполнети со лага. И се тоа, и внимавајте, ама ако не го направиш тоа, како и денеска имаш страх или шубе, што вика нашиот народ. Ако не го направиш тоа, имаш страх. И кај древните народи тоа било што да ви кажам, богот на стравот, Фобос. Страв. И понатаму вика, или да предскажува, да гата, или како магесник да биде, чародеец или гледач на утроба, ниту пак како што се они што гледаат познаци, ни таков што повикува мртви, спиритизам. Зашто секој што го прави тоа е гнасен пред Господа. И сега внимавајте, имаме паганизам, суеверие како пројава на паганизмот и највисоката пројава на паганизмот. Највисоката пројава на паганизмот тоа е окултизам. И тоа е веќе демонизам во најсуштинска смисла на зборот. Значи тоа е веќе кога имате контакт преку ритуали со паднатите демонски сили. Конкретно имате контакт со нив. Имате врска со нив. И тие ви даваат моќ да гатате, да бидете магесник. Имале луѓе таква моќ од демонските сили како да ви кажам, да прават чуда, да прават големи штети меѓу луѓето и така натаму и така натаму. Дури да не зборам сега, да не ги ширам работиве. Или, например, луѓе кои окултизмот одел кон тоа, ако некој од вас имал можност да дојде во такви нешта, да ти овозможува преку конкретни ритуали и пракси, повикувајќи ги нечистите духови, да добиваш надприродни моќи. Тоа е окултизам. Тоа е тоа. И веќе тука, внимавајте, тука веќе, ајде паганизмот и така, ајде суеверието и така, ама ова е опасна работа. Овде веќе конкретно влегуваш во поврзано со нечистите демонски сили и тие те користат како маг, односно како медиум, како преносник. Сега ви кажам еден пример, интересен, може би тоа сте го слушнале. Разговарате со секој по-сериозен гатач и бајач кој не се, како да ви кажам, фолиранти. Видите, има разни гатачи, бајачи и јасновици кои се фолиранти. Ќе ви објаснам што тоа значи. Значи, човек кој паднал у белја материјална ваква таква, нема некаква етичност у себе, нема нешто. Да, и сега лаже. Мисли дека кажува дека има некаква мој, ти реков ми речи, сега он може да ве лаже, не разбирате. Народот во најголем процент е прости неук. И сега луѓето одат кај такви луѓе, овие ги лажат, овие веруваат и така натаму. Не зборам за фолиранти. Зборам за луѓе, гатачи, бајачи, јасновици, кои велат дека имале контакт демек со Богородица, со ангели, со Свети Ѓорѓија, со Света Петка и така натаму и така натаму. И што е најинтересно, и Богородица, и Свети Ѓорѓија, и Света Петка ги мачеле. Ги мачели, не дават мир во нивниот ум. Слушаат гласови, не разбирате. И им велат, ако не ми служиш, ќе те казнам. Пред некој ден имаше една од Неготино, ли беше таа девојката, која велеше дека, ма не имаше на телевизија на видео.
Од Прилеп, да. Демек Богородица и се јавила и она го кажа тоа. И ми кажа, ако случайно тоа не го правам, ќе ме казни. Видете, кај нашиот народ, кој немат врска со духовност, со христијанство и со светост, тоа може и да помине, зашто не немаат сознание што е тоа светец, свет човек. Многу од нашите луѓе за светители имаат крајно погрешна представа. Видете, свет човек, тоа значи крајно безазлен човек. Значи човек ослободен од зло. Човек исполнен со добрина, со љубов, со нежност, богослично битие. Разбирате? И замислете тој да ви се... Вие можете во овој свет да видите некои луѓе кои се добри. Па тие на мравка не газат. Па замислете, светец ке дојде да те мач и уште ти газува, а да ти тоа не... О, Господи. Тоа е целата една стапица на демонските сили. Они не ви се јавуваат во правото лице, во правата форма, туку ви се јавуваат онака како што вие полесно ќе ги прифатите. Не случајно апостол Павле вели дека они се јавуваат во форма на ангел, дури понекогаш светол ангел, да те завлече, односно да те извлече, да те навлече. Како дилерите, кога дилаат, они не ви викаат, слушај, ти ако земеш од оваа дрога, ќе станеш зависен. И си го пропастиш животот. Ќе ти избркаат од дома. После тоа ќе треба една 10 години да се чистиш од телесна и физичка зависност, а ќе останеш сериозно осакатен на ментален и на телесен план, дури може да се случи да имаш хепатит, ово, она, не знам тамо што, и може да се случи да умреш. Така ќе викаат дилерите за дрога. Некој делер така да сте слушна, не ти вика, он ти вика, слушај, сега си батка даун, земи го ова, има да биде шап, има сите проблеми да се реши. Истата приказка. Да, истата приказка. Сега види. Кажете. Да слушате. Многу интересна работа, многу од тие што тоа го направиле, од таквите после парахришćиња или цркви прават бајачници. Сака у цифра, значи на ново човек у цифра да го направи, да го даде на ново. Не знам, не влегувам у тоа. Тоа е веќе нешто друго, не влегувам. Значи не можам но јас сега ако одиме со имиња, може и со имиња да одиме, ај понатаму во предавањето. Но најчесто се случува да имаат такви соништа и да направат нешто и после тоа го прави бајачница, ќе стави еден куп икони, па одно има тука света вода, па прави ова, па прави вака, па прави онака. Па многу од нив се и непослушни и кон нас свештениците, и кон епископите се непослушни. Некогаш се случува некои од свештениците, па и од епископите се рокодуваат со нив. Знаете, луѓето се... Треба да се прави разлика, зашто има някои световни кои имаат натворено од други векови, што му се јави и направи црква. Не, чекай сега, не правиме мове за нешто друго. Не сакам да се разбереме погрешно. Ќе разговараме после на крајот на предавањето околу тој момент како да ги разделуваме работите. Да, како да ги разделуваме, да. Видете се, значи, преку оваа заповед, нам Бог ни открива, ако сакаме да бидеме Негов народ, ако сакаме да бидеме Божи народ, ако сакаме да одиме во тој правец кој Бог го промисли за нас, тогаш ние треба да внимаваме и да бегаме од овие нешта. Затоа што внимавајте што вели Бог. Зашто секој што го прави, тоа е гнасен пред Господа. Сега еврејскиот збор не го знам како. Него го барав, денеска не можам да го најдам. Видете, на македонски, кога ќе му кажеш на некому ти си гнаса. Што се подразумeva тоа? Гнасо е. Валкан. Ама не Валкан само физички. Цел Валкан. Значи, Валкан ништо чисто нема. И сега, Господ вика, затоа што секој што го прави ова, што се занимава или потпаднал под инфекцијата на паганизмот,
на суеверието, на окултизмот е гнасен пред Господ. Ништо Божјо и чисто и свето во него нема. И од такви луѓе бегајте. Од такви луѓе бегајте. И токму поради тие гнасоти, твојот Бог ги изгонува пред тебе тие народи. Вие знаете сега, ако читате Светото писмо на Стариот Завет, за Исус Навин, како влегува во обетената земја и така натаму, и он ги изгонува сите тие народи, затоа што тие народи, а ние кога читаме Светото писмо, дури се позамислуваме се како е суров Бог. Зашто сега ги изгонува тие народи? Тие народи до тој степен паднале во паганизам, во суеверие и во окултизам, што смислата на своето лично, семено, општествено постоење изгубиле, затоа што се изгнасиле пред Господа. До тој степен, видите, јас сум бил сведок на луѓе кои се откажувале од своите деца, кои паѓале во состојба на наркозависност, се откажувале од своите деца. Во еден момент, значи, и борба, и жртва, и разбирање, и гледаш дека тоа дете не се оправа, не се оправа. И сега родителот дека јас се откажувам од тебе. Сега колку е тоа оправливо, неоправливо, тоа е страшна работа. Страшна работа. Ама замислете кога ништо нормално и здраво не можете да најдете во своето дете. Така и Бог порекаш во нас кога сме исполнети со гнасотија, жал, тоа е. И потоа Бог вели вака: биди непорочен пред Господа твојот Бог. Биди непорочен, немај порок, немај нечистотија. Ова е Божја заповед. Исто како што онаа заповед на Адам и на Ева ги однесе во онаа состојба во која ги однесе, доколку не сме послушни на оваа заповед, ние паѓаме под, како да кажем, под ова обвинение. Да, паѓаме под ова обвинение. Понатаму. Видете, црквата првин од своето духовно искуство, а потоа и од заповедите Божји и во Стариот Завет и во Новиот Завет, има своји канони, кај што конкретно ги опоменува своите членови, ги опоменува христијаните од што да бегаат, во што да не се вплеткуваат, за да не бидат гнасни, односно нечисти пред Бога, а ако си нечистен, гнасен пред Бога без покаяние, тогаш таквите биле исклучувани од црквата. Не ме ведете, колко се сериозни работи. И ако трнеме денеска со овие критериуми, ќе останеме безбедници. Шестиот Вселенски собор, оние христијани кои се обраќаат кон такви што прават магија, или кон така наречените стоначалници, тогаш така ги нарекувале мојтни, јасновици, бајачи, за да од нив дознаат нешто што сака да им се открие, или да им се исполни некаква желба по силата на претходните за нив заповеди од оците, истите нека подлежат на правилото кое за нив определува 6 годишно покаяние. 6 години. Ако се покаеш од делото, 6 години да бидеш во покаяние, па после тоа да може да се причествуваш во црквата. Замислете колку строго. Замислете кои страшни последици суеверието, окултизмот и паганизмот носат у себе. Какви инфекции. Ако треба толку време да помине за да човек духовно се очува. За отидете на Шестиот Вселенски собор, знаеле што прави. Потоа, тоа е исто тоа. Значи, они анкерски собор, оние кои употребуваат магиска вештина и одржуваат разни пагански незнабожачки обичаи или водат некои од таквите во нивните домови да им гатат, да им очистуваат магија, нека потпаднат под правилото за 5-годишна епитимија. Сега ни кажуваат само како треба таа епитимија да оди, но мене ми е битно, пака, сите вие сте слушнале за Свети Василий Велики, еден голем светител на црквата православна. Видите што вели, он е многу детен, он има проблем со такви, има во неговото офеле. Он велика вака: тие кои се занимаваат со магесништво и ги следат паганските обичаи или во своите домови носат некои за да им се вршат чародејства и разни очистувања, нека потпаднат под правилото за 6-годишно покаяние. 1 година да плачат, 1 да слушат, да чувствуваат само на првиот дел на литургијата, 3 години да клечат, 1 година да стојат со верните и само на овој начин да бидат примени назад во црквата. За да не објаснам што тоа, значи во сите овие 5-6 години како назад во црквата, значи прво првиот дел на литургијата, 3 години да клечат,
па после само да присуствуваат со верните без причест и дури потоа ако се послушни, ако се изборат против тој греф, против таа духовна нечистотија, дури потоа да бидат враќани во полнотата на животот на црквата да може да се причестуваат. Ме разбирате? Тоа значи него вика поп Ивица или Митр или Ставро, вика Свети Василий Велики, и ова негова мисла или духовно искуство е влезено како канон во црковното право. Значи, кога ќе ми дојдете вие мене на исповед, а сте биле вамо таму, подпаѓате под ова. Така ли? Само што ние не смеем ова да го практикуваме. Канон и догма. Не. Догма е друга работа. Да, значи мора да бидеме поснисходливи. Мора во ова време да бидеме поснисходливи, но снисходливоста не значи и затварање на очите. Значи, ние сме должни да им кажеме на луѓето, да им кажеме за сите опасности и да им кажеме која е инфекцијата. Првата инфекција е страв, недоверба, значи тоа што билкаите. Страв, недоверба, потоа луѓе што оделе кај гатачи, бајачи и ясновици имаат невирен сон. Многу често сонуваат како некоја темна сила ги притиска, како продира во нивниот ум, па им уфрла зборови, состојби и така натаму. Се депресивни се, неуротични и така натаму. Значи, внимавајте, они треба да бидат изчистени преку духовното раководство, од сериозен духовен раководител, помогнати од сериозни христијани, браќа и сестри во црквата, полека да го напуштат тој начин на доживување на нештата. И многу е интересно што тие луѓе што биле кај гатачи, бајачи, ясновици, Бога го доживуваат како полицај. Што да ви кажам? Тотално погрешна слика за Бог и за христијанство. Што да ви кажам? И затоа не можеш веднаш да ги причистиш во црквата, затоа што тие ќе си останат со тој дух, со таа состојба внатре во духовниот живот и ќе направат хаос. И на себе и на другите. Они ќе спомешаат тогаш и христијанство, па и ова и она и тога, што да ви кажам. Значи, мора да се нештата да се доведат во ред. Мора човекот да го доведеш во колку што можеме во оваа состојба, во овој ваков свет, во здрава ментална и психичка состојба. Односно, во здрава состојба на расудување, мислите да му се здрави колку толку и психичката состојба, душата колку толку да му биде нормална. Разбирате се? И затоа биле под овие казни. Не казна затоа што сакам да те казнам, затоа што си бил таму, сега ќе те казнам. Не, тоа е терапија, цела една терапија. Цела една терапија. Ајде понатаму низ прашањето ќе... Клучната работа самиот верник ја врши, ние сме како ментори. Да, клучната работа е он, ние помагаме тоа. Тоа е да сака, а потоа да го издействува се. Сега, пред некое време, чекaj само да имам ориентација. Много добро. Пред некое време, во црквата Свети Ѓорѓе, таму кај што сум парокиски свештеник, доаѓа една жена и со рецепт во рака. Ова тука не може да се прочита. Со рецепт во рака. Рецепт за решавање на проблеми. Ама јас на писарите сум им кажал, кога ти дојдат викам такви, прати ги кај мене. Сега дојде таа жена, викам, повели сестро, што ќе се напиеш, чај, кафнице. Што е проблемот? Оче, знаеш, дома имам некои проблеми, вама, тамо, викам, ја имам, бре, сестро. Кој нема? Кој е тој човек што нема проблеми? И она почна да ми отвора душа, правиме мовет за ова, за она, не е битно. И велам јас, кажи ми сега, што сега треба да направиш? Вика, бевка една жена во Кумана. И може да знаете, се вика Александр. Има многу тука. Една од нив е таа. Вика, јас отидов, ме препорача од тука, од Скопје жената. Тоа, пазете, интелектуалка. Значи, со факултет жената. Сам образована, сака да кажам, не е нешто некоја неука. Вика, така и така, ме предложи е така, отидам, ама и она ми го напиша ова, и јас сега да го, и ми каже тука ова црква. Ова црква да дојдам кај Свети Ѓорѓе, он бил голем светец пред Господ, па со тоа копијето ќе би ги решил проблемите, мамо таму.
Дај да видам, сестра, што ти напишала таа. Сега, пишува вака. Мајца 3 ноќи на Света Богородица, под икона. Друга нејзина мајца, не е битно од кого, пишува, 7 ноќи под икона на Света Петка. Трета мајца, 21 ден под икона на Света Недела. И четврта мајца, на обично бело ливче да напише нејзино име, значи четврта мајца сега, а во мајцата треба и ливче со името на, не е битно, таа за која треба да се реши проблемот и желбата да се, а таа мајца треба да биде ставена под олтар. И во црквата да стои 40 ноќи. И вика вака, се носи мајцата 1 до 3 ноќи, откако ќе се земе, таа мајца се носи 1 до 3 ноќи, се пере во ладна вода. И во кадата, во водата, кај што се пере, се става и малку шеќер. Понатаму, 1 килограм шеќер поклон на Богородица, а друг килограм шеќер во коцки, во кутија, си помислува желба во себе, за да се заближи животот. Внимавајте сега. Јас ова го читам и не можев... И понатаму има. Понатаму, например, вака. Од црквата, од венецот, сега, кога има празник од црквата, ли ги правиме венецот? Венци за светители, така надо. Од црквата, од венецот, една китка. Од црквата, од венецот се кине едно цветче и ти го ставиш под јастук. Јастук. Жена, бе. Каде што спие тој што треба да му се реши проблемот, и ќе кажеш, внимавајте, како што се кити црквата, така да се кити и оваа со среќа. Тоа е магија. Тоа е магија. Значи, што посакуваш, сличното го поврзуваш со сличното. Како што се кити црквата, хомеопатска магија. Така и тебе да ти биде, не разбираш? Бело марамче и така нато, потом има имиња, не смеам веќе да спомнувам. Сега, понатаму има катанчиња сега за други сега, катанчиња да стојат од 3 до 7 ноќи и 8-миот ден да се тргне на страна и да се стави меѓу лиштата. Меѓу лиштата на друга, кај што имало проблем, катанчето да се стави за да ги закатенчи. Сега за ќерката нејзина 40 дена пиење и миење, да си го прска креветот со водата од катанчето и така не. Знаете ли ова колку е расширено кај нашиот народ? Еве, отецот е тука, јас сум тука. Видете, ние, во Свети Ѓорѓе, во Чајрев повеќе тоа го нема. Не можам да кажам дека до крај сме го искорениле, ама се договоривме и со браќата и така натаму и викаме но пасаран, нема да победиме. Радикално. Ама љубовно. Не бегај таво, ќе те казни Господ, бегај таво, суеверко едно, окултистко, паганко. Не, ќе ги седнеш луѓето, ќе поразговара со нив, слава на Бога, еден добар процент од нив слуша. Фала на Бога. Тешко е. Слуша. Но каде е проблемот? Оваа жена, пазете, интелектуалка, умна жена. Она вика, оче сега што да правам, ова да го правам или да го правам? Викам, сестро, ако го направиш шо, ќе си направиш големе бели у живот. Страшна бели. И она вика, сега оче, кого да слушам, тебе или неа? Кого да слушам? Брат Ѓорѓе тука е, он е од нашата парохија. Имаме у друга едно, ама се она у Куманово не отиде, ќерката. Не. И сега, кого да слушам, вика она? Тебе или неа? Ја викам, слушај се. Кога ја слушаше неа, кого слушаш? Там. Абе вика, оче, икон имаш тамо, она ме вика сега под икона да ставамо. Чека, викам бе, сестра, како ти не разбираш дека она тебе те лаже. Она те извлекува од нормалност и те навлекува во лудост. Во лудост те навлекува.
ти го ќе почне сите овие работи да ги правиш од икончиња, од маички, од катанчиња, ќе почне да ти шекне ум. И викам, не да ме слушаш мене, сестра, јас сум небитен тука во целата приказка, слушај го Бог. И ја давам онаа заповед. И читам, так. И објаснам што е суеверие, што е паганизам. Па оче, па јас ова не сум го знаела. Па викам, што си правила толку години во животот. И она вака ме гледа и се чуди, во која смисла на зборот. Па викам, ти многу работи си направила во животот, па ништо не си направила за себе, сестра. Духовно си останала, не си ни во прво деление, обданиште. Затоа викам, една ваква неписмена жена може да те излаже, да те манипулира. Плюс ова е манипулант, ова не е тие што имаат. Разбирате? И сега, слава на Бога, така се случи што она имаше средба, па ги објасниме сите овие нешта. И жената ми го даде липчето, отидовме во црква, се помоливме, па полека после тоа и викам, ајде да видиме сега каде е проблемот. За ова, за она не е битно сега, тоа е веќе лична работа. Викам, проблемот не се решава со овие глупости. Проблемот се решава, ти види го тој и тој. Тој има проблем со тој и тоа, требаш тој проблем да го решиш. Или тој проблем кај тебе да го решиш. Те разбирате? Ама, зошто луѓето одат во суеверие? Зошто Адам и Ева отишле во суеверие? Затоа што не сакале да останат да се Богу употребуваат. А знаете што значи да се Богу уподобуваш? Тоа значи да имаш натрешна промена, преобраз, да е натрешно растење. Полесно е ово друго, полесно. Лагата е полесна, ме разбирате. Тој те навлекува на полесно, а не е полесно. Не е ни потешко, него е промашување. Ме разбирате? Промашениот пат не е потежок пат. Промашениот пат не е потежок пат. Промашениот пат е промашен пат, ме разбирате? Вие ако одите вака, од точка А до точка Б, и се вие како промашите патот, ама одите по друг пат, ама кој ќе ве донесе па до таа цел, вие може да си поминете потешко, ама пак ќе дојдете таму. Ама вие не сте го промашиле патот, туку сте избрале потежок пат, не разбирате? Да го промашите патот, тоа значи треба да одите таму, а одите нааму. Промашен пат, тоа значи се го промашите. Значи промашување. И не случајно ние христијаните за грев велиме амартија или промашување на целта. Се промаши себе си. Тоа значи. Се промаши себе си. Се промаши смислата на своето постоење. Тоа е суеверие. Окултизам, паганизам, и да не збораме еден куп други работи тука сега. Тоа вие зборуваме денеска само за тоа. Со ова завршувам, после одиме на прашања. Најдобрата заштита од суеверието, паганизмот и окултизмот е својата вера, внимавајте, својата вера. Сите ни имаме вера, така ли? Имаме потреба да веруваме. Затоа што имаме потреба да се надеваме. Видете, ако немаме надеж, што ни останува во овој свет? Ако немаме надеж. Човек кој губи надеж, знаете што прави? Што прави човек кој ќе изгуби надеж? Мола? Не, се самоубива. Може да очајуваш и од многу други причини. Човек кој ќе изгуби надеж, тој се самоубива. Тој не гледа смислата на своето постоење. Не гледа зошто би живеел овој. Крај. Значи, чим човек има надеж дека животот има смисла, дека има смисла нашето постоење, тогаш надежта се врзува со вера. Ти имаш потреба некого да му имаш доверба, кој ќе ти го осмисли твоето постоење во овој свет. Разбирате? И сега, многу е битно да ја погодите вистинската вера. Односно, да имате доверба во оној вистинскиот, кој ќе ви го осмисли вашиот живот и во овој свет и во вечност. Не разбирате сега? Не само што ќе ви ги реши проблемите во овој свет, туку ќе ви го осмисли вашето постоење и, живејќи во неговите заповеди, во неговата вистина, ќе ја разберете тајната на вечното постоење. Она зашто биле повикани Адам и Ева. Ама внимавајте, вечно постоење се остварува преку внатрешен духовен живот, преку внатрешна преобразба. Ме разбирате, нема без внатрешна преобразба. Мора да се преобразувате, мора да се менувате, мора да растете внатре, нашиот внатрешен човек да расте. Проблемите мора да ги решавате како зрели личности.
Тоа денеска психологијата, сите психолози тоа го викат, а во Светото писмо тоа е заповед број 1. Прво проблемите треба да си ги наоѓаш внатре во себе и да ги надминуваш проблемите, и преку надминување на проблемите ти растеш, духовно зрееш, личносно зрееш. И кога зрееш ти стануваш поодговорна личност, по-добра личност, по-љубовна личност, по-света личност. И почнуваш да го разбираш животот, да го цениш животот. Тоа е тоа. Е сега, значи најдобрата заштита од суеверието, паганизмот и окултизмот е својата вера, за која премалку зборував, да ја исполниме со потполна љубовна доверба, кон нашиот небесен тат, кон нашиот небесен Отец, кон тој што е центарот на постоењето, тој што ги создал Адам и Ева, тој што го здал законот на Мојсија, тој што го испратил својот единороден син, нашиот Спасител Исус Христос во овој свет, тој што го испратил Светиот Дух, тој што се грижи за секој од нас. Тој, во него. Јас тој го кажав на оваа сестра, ама она не можеше во тој момент да го разбере тоа. Дури после известно време разбра што значи да имаш доверба во нашиот небесен Отец. Она немаше свесно за тоа дека ние имаме небесен тат. Дека имаме некој што се грижи за нас. И кога немаш, кога си сироче, духовно сироче, ти веруваш на разни. Значи, во неговиот единороден син, нашиот Спасител, во Светиот Дух и во Светата црква. Внимавајте, црквата разбрана не како зграда, не како институција, туку како заедница на Христови ученици. Тоа е црквата. Неколку пати сме зборувале за тоа. Црквата, нас не треба таква црква. Заедница на народ Божи. Тоа е црква. А тоа значи, ако имаме таква вера, тоа значи нашиот светоглед и вредносен систем да го втемелиме на Божјата вистина. Да го втемелиме на Божјата вистина. А Божјата вистина првин треба да ја исцрпиме од овде. Од Светото писмо. Од преданието на црквата и од светите луѓе на црквата кои ова го живее. И на крај вели Христос: ако вие останете при моето слово, на вистина ќе бидете мои ученици и ќе ја познаете вистината, и вистината што? Па ќе ве направи слободни. Па ние цело време сакаме слобода во вистинска смисла на зборот. Ама во вистинската смисла на зборот слободата се наоѓа само ако ја разбереме вистината на нашето постоење. Без вистина нема слобода. Слобода без вистина, знаете како се вика? Анархија! Слобода без вистина е анархија. Тоа е тоа. И на крај треба да знаеме дека кон секој од нас, ние сме ова тука јагнево кој е вистинат бездната, кон секој од нас Христос ја пружа својата рака. На секаков начин на нашиот. Дали тој ќе биде преку добра мисла, дали тоа ќе биде преку добар човек, преку добар совет, преку совет од нашите свештеници, епископи, браќа и сестри во црквата, добронамерни наши роднини и така натаму. Читајќи светот, не е битно на кој начин Христос ќе ни ја пружи неговата рака кон нас. Но битно е ние да сакаме да не паднеме во бездната. Ако сакаме да паднеме во бездната, ќе паднеме во бездната.